Почитувани гледачи, во наредниве минути разговараме со првиот човек на општина Радовиш, Ацо Ристов, за и она што е актуелно во моментов, а тоа се високите сметки за потрошена електрична енергија, иако владата донесе одлука училиштата основни и средни да преминат на регулираниот пазар. Градоначалниче, благодарам што се озвавте да бидете дел од емисијата Визави на програмата на Канал ВИС. На самиот почеток, каква е состојбата во општина Радовиш со енергетската криза, иако реков дека основните и средните училишта веќе не се со одлука на владата преминаа на регулираниот пазар? Ова тема е многу актуелна, ама веќе е застарена. Зашто? Затоа што ова тема ние требаше да ја почнеме да работиме уште минатата година кога се случи енергетската криза. Јасно, на многу места и на многу пати ова прашање го поставивме како проблем во општините, бидејќи ние како општините сами не можеме да се справиме со ова. Првото беше барање да не извлечат од слободниот пазар. Бидејќи сите општини, знаете, бевме на слободниот пазар на електрична енергија, каде што важи купекс плюс проценти. Прво не работеше енергетската мафија, која што не нудеше електрична енергија за општините, бидејќи ние правиме колективна набавка и за школите. Прво не ни нудеа за тоа што сакаја да ја дигнат цената. Ние ќе понудиме една набавка, нема да успее втора, трета и така не бутна у првата фаза да одиме на купекс плюс 50%, односно на краен нужен потрошувач, каде што 4-5 месеци бевме ставени на немилост и до денеска никој не ми одговори на прашањето каде одат тие 50% кои ги плаќавме и уште многу фирми ги плаќат, кога немат решение што да прават, од цената на електричната енергија. Значи плаќаш електрична енергија по берза и уште 50% казна. Казна затоа што не си склучил договор кој што не можеш да го склучиш. Ние уште во ноември државме првиот состанок со владата, управен одбор на ЗЕЛС, со владата да бараме решение. Ние не бегаме од одговорноста да ние се справаме со оваа криза. Ова е криза за сите. Ние тогаш предлагавме повеќе решенија. Најважното беше да излеземе од слободниот пазар. Бидејќи знаете дека ние електричната енергија, општините, училиштата, градинките не ја трошиме за производство. Не можеме да направиме од неа никаков повратен капитал или некаков профит, па да може од тоа нешто да компензираме. Тоа се буџетски пари кои што се лимитирани на ниво на година, истите ги имат и школите кои што ги добиваат преку блок дотациите, каде што има поделеност пари за материјални трошоци и пари за плати на наставниците. Така да тие буџети што беа ланската година и кои што беа буџетирани за оваа година, веќе беа потрошени уште со април месец. После април месец мораше да правиме ребаланси сите на буџетите, бидејќи првиот одговор од владата беше снајдете се, правите си сопствени заштеди, правите ребаланси на буџетите и морам да кажам во оваа прилика. Ние за да може да се справиме со оваа енергетска криза, кога ни се дуплираа по 5 пати сметките за електрична енергија, првично моравме да жртвуваме, освен во делот на општата потрошувачка во општините, го намаливме потрошувачката за уличното осветлување скоро на 50%. Значи, ако ние сме трошеле 2020 година по 100.000 киловат-часови годишно за електрична енергија, сега последната сметка ни е 30.000 киловат-часови. Значи, сме направили за година и пол 70% заштеда. Заштедата како се прави? Нормално. Прво направивме се што е неопходно, ги изгасивме. Игралишта по населени места кои што са тениски играчи, спортските објекти навечер да не работат, преку една светилка кај што имаше високо светло, и тоа направивме да можеме да поднесеме. И тоа не беше доволно. Сега со октомври-ноември правевме нов ребаланс, ќе правиме нов ребаланс кај што фалат уште средства. И тоа не може да оди у недоглед, затоа што сега веќе почнуваме да ги топиме средствата за комуналните проекти. Значи ќе почнеме улиците да ги претвараме во електрична енергија. Водноводни инсталации ќе треба да ги претвараме во електрична енергија.
И тоа не е најстрашното, него тие пари барем да се некаде оплеменуваат во државата и така, него тие пари одат за трговци надвор од државата. И тука ние не можевме да се помириме, со тоа баравме решенија. Моментално, кога се виде веќе дека ќе се крахира, бидејќи многу од општините, односно училиштата, не може да ги платат сметките, бидејќи буџетот се лимитирани. Со ребалансот на владата се направи некој ребаланс, меѓутоа се додадува средства само одредени во зголемување на платите на наставниците, во материјалните трошоци не се додадени овие средства. Така да ние сега ги трошиме, правиме пренамена во училиштата од материјални средства, наместо да купуваме компјутери и таблети, ќе мора да плаќаме електрична енергија, што е недозволиво. За колку ви се зголемени сметките за потрошена електрична енергија во образованието во вашата општина, додека беа училиштата на слободниот пазар, не само училиштата, туку и комуналното предпријатие? Ние во Радовиш направивме менеджмент и за сега си ги плаќаме сметките, успеваме. Меѓутоа сметките се зголемени за 500%. Значи електричната енергија во 21 година на почетокот спрема електричната енергија денес е зголемена за 500%. Значи не збореме ние за 3, 20, 50%, за 500. Ако сме трошиле електрична енергија 1 милион денари за училиштата 21 на почетокот, сега почетокот или средината на 22 треба да трошиме 5 милиони. Значи тоа се веќе неиздржливи позиции. Не збореме за стотици илјади денари, збореме за милиони денари. Така да, ова е неиздржливо како вакво и мора веќе со владата се тражат решенија, меѓутоа многу се закаснети. Се уште се зборува, ќе имаме од ДСМ договори посебни за училиштата, ќе имаме посебни. Второто, исто најголемо прашање се комуналните предпријатија. Значи, предочено е на луѓето дека ќе останат луѓето без вода. Нормално, нема да останат без вода, бидејќи законот не дозволува да се исклучат пумпните станици, меѓутоа веќе комуналните предпријатија стануваат загубари. Секој месец нижат загуби, ќе нема да исплаќат плати на работниците, ќе почнат да ги отпуштат и ќе крахираме сите. Вие како градоначалник на Радовиш, заедно со други ваши колеги, туркате и друго алтернативно решение. Општините, но и јавните предпријатија да бидат производители на електрична енергија. До каде е ова решение? Второто решение ние за кое што веќе работиме интензивно, бидејќи ова криза нема да заврши утре. И јас заедно со неколку градоначалници цело лето буткавме еден проект за како да почнеме сами да произведуваме електрична енергија. Тоа на почетокот на летото имаше отпори во централен регистар, не сака да не регистрираат како производители. Не било тоа функција од јавен интерес, не било вамо тамо. Тоа седнавме со централен, седнавме со Министерство за финансии, со регулаторот, на крај најдовме решение. Значи сега донесовме процедури со кои што може општините да формираат сопствени предпријатија, дали ќе биде АД или ќе биде ДОЕЛ, секој сам ќе се избере, каде што ќе може да се регистрираат како производители на електрична енергија. Зошто? Затоа што сега моментално ние можеме најбрзо да дојдеме до производство на електрична енергија. Прво имаме многу европски пари на располагање. Еве Радовиш има скоро милион евра за таа намена. Второ, инвестициите во такви објекти се за 2-3 години исплатливи. И ние затоа се решивме, еве како општина, следната година ќе инвестираме преку милион евра, ќе ставиме на сите кровови на сите јавни објекти фотоволтаични централи кои ќе користиме двонаменски. Што значи двонаменски? Освен производството на електрична енергија, ние зимно време ќе ги користиме за производство на топлинска енергија. Сите училишта ќе си набават топлински пумпи и таа енергија зголемена за фактор 3 од 1 киловат електричен ќе правиме топлински 3, за да може и големиот трошок за грејење кај училиштата да го симнеме. Оти енергетската криза не е електрична енергија само. Енергетската криза е и нафта, електричната наистина е грејење. Така да Во тој поглед сакав да прашам, освен енергијата, доаѓа зимскиот период кога треба да се загреваат тие училишни објекти. Како имате ли извор на грејење, се снабдивте ли за ова, бидејќи цените на енергенсите гледаме во која насока одат? Значи, за да ги намалиме трошоците кај сите училишта, ние како општина преземавме
на собствен товар, односно, бидејќи да ви кажам нешто, училиштата, посебно малите училишта, прво немат персонал за работа со јавни набавки. И многу е тешко, дури ги избегнуваат тие такви постапки, да ако едно училиште треба да набави 10 тона нафта, тој ја води постапката, немат персонал, па никој не сака да потпише од наставниците, тоа не е платено, веќе тој систем пука. За да го тоа решиме брзо, ние направивме со согласност со сите директори, општината ќе ја работи набавката за сите, за огрев и за електрична енергија го правиме ние тоа, за да се појавиме како еден купувач на пазарот, а после они сите си ја плаќаат. Сега морам да ви кажам, во однос на ланската година, кај нас сите училиште скоро се греат на течни горива, на нафта, претежно, и некои во населените места имаме со дрва, тоа со многу малце, каде што имаме поголема криза. За сега снабдувањето со нафта е стабилно. Уште оваа година ние ќе набавуваме нафта. Веќе е у постапка и нема да имаме проблем со грејењето, меѓутоа тоа ќе платиме многу скапо. Ако прошла година сме одвоиле за нафта, да речеме, одредено училиште 500.000 денари, сега ќе треба да одвои 1,5 милиони, бидејќи знаете дека нафтата од 45 стана 100 денари. Така да ние нема да ги оставиме училиштата незагреени, меѓутоа ќе ги потрошиме сите материјални средства само на енергија. Тоа ќе се одрази на квалитетот на наставата. Не може да си дозволиме организација на други работи, манифестации, не може да си дозволиме купување на нов школски показни средства и така натаму. Тука малце ќе мора да заштедиме за да го покриеме ова цел. Фискалната децентрализација за која што честопати велите дека има нелогичности во нашава земја. Дали државата троши повеќе пари во општините отколку пак самите локални самоуправи? Видите, мора да се расчистат некои работи во државата. Прво, вие знаете дека фискалната децентрализација не функционира кај нас. Тек сега почна да се поместува то 3%, па за 5 години ќе дојдеме до 6%, што е исто поразително. Ние мора да најдеме начин како да ги усогласиме по вертикала во државата работите. Не може општините да се гледат како да сме ние не дел од власта. Ние сме една власт во државата. Не може да има централна без локална и локална без централна. Бидејќи само ние даваме услуга на граѓаните. И тие се факти, тие се поразителни факти. Дека во државата, во сите општини се вработени 5200 луѓе, од 131 администрација. И сега одма е прашањето кај се другите 125.000. И што работат? На крај крајот кога ние даваме услуги на граѓаните. А 7% од целата јавна потрошувачка е само во општините. Кај се 93%? Кој ги троши тие пари? Значи имаме некакви нелогичности во државните буџети и распределбата на потрошувачката, наместо кај граѓаните додат тие средства. Многу прашања ние отворивме кај Министерство за финансии. Ние сме осакатени со годините назад. Вие сетите се на процесот на легализација. Нас општините не останија без средства за комунални дејности, затоа што не може да градиме инфраструктура, затоа што некој ги ослободил сите од плаќање на комунали. И сега фалат милиони евра за да се изгради инфраструктура, луѓето ја барат. И сега јас со право одав кај министрот за финансии и викам, министре, сега вие треба да одвоите од буџетот на тие луѓе да направиме инфраструктура. Сега што е најстрашно за енергијата, ние од буџетот на општината одвојуваме средства. Она што са даноци, персонален данок, данок на имот ги збираме и наместо од тие средства да градиме инфраструктура, ние ако продолжи вака несериозноста, ќе мора тие пари да ги потрошиме за електрична енергија, за нафта, а граѓаните да останат кратки за проектите. На тој начин сакат да се прикажат неуспешни градоначалници. Тоа не е точно. Значи не може парите од намена една да ги трошиме за друга. Градоначалниче, каква е состојбата со јавното предпријатие или комуналното предпријатие Плачковица од Радовиш? Тие неодамна преку Атком побара решение од страна на владата. Постои ли опасност со зголемување на сметките комуналните, но и да заглави финансиски ова комунално предпријатие и можност потоа вработените да бидат привремено отпуштени од работа? Јавните комунални предпријатија практично веќе цела година се во истата положба и како општините, бидејќи тие се наши јавни предпријатија.
Меѓутоа на пазарот работат независно. Што значи тоа независно? Тие сами купуваат електрична енергија, бидејќи некој пред 10 години, кога не помислил дека ќе биде некаква криза енергетска, ставил одредени нормативи. Кога си ти на слободен пазар, кога си на регулиран пазар. И донеле некаква граница. Ако фирмата има промет повеќе од 2 милиона евра годишно, оди на слободен пазар. Едни услов. Втори, ако има повеќе од 50 вработени, пак оди на слободен пазар. Не мора двата да ги имаш. Едни, ако го имаш, одеш на слободен пазар. Сите јавни комунални предпријатија имат повеќе вработени од тоа и сите се на слободен пазар. Проблемот е што сега веќе у оваа измината година на сите се раскинаа старите договори и сега сите се на слободен пазар, каде што плаќат цена Купекс плюс провизија, која што сега еве владата конечно ја регулираше на 10%, инаку до сега тие знаеа да бидат и 30 и 20 на јавниот тендер кој како ќе ти даде. Тие генерираат загуби, немат решение. Значи немат решение моментално, тоа ќе станат загубари кои што ќе не можат после со години да се вратат. Две решенија се. Едните да се зголемуваат услугите за комуналните дејности. Тоа најверојатно ќе се случи, меѓутоа тоа не може да оди пропорционално на трошокот на енергенсите, затоа што граѓаните тоа не може да го издржат, тоа е факт. Или како што се заговара, и тие треба да поминат на регулираниот пазар. Дали ќе бидат на регулирано, дали државата ќе земе од надвор ќе издоговоре, како сега што се овие денови преговори некаде цена фиксирана. Меѓутоа, како да ви кажам, пропуштени се возовите. Значи, ние во годините назад требаше да си имаме собствено производство 100%. И тоа можеше да го имаме. Можеше да го имаме. Така да сега, се е касно, сега ќе биде све по удар на граѓаните. Вака, слушајќи ве, градоначалниче... Ние нема да дозволиме. Знаете што, сега ќе се случуваат чудни работи. Не е само водовод во комуналните дејности. Имате пречистителни станици, кои што се исто потрошувачи на енергија. Тие ќе бидат први на удар. Формално и тие не може да се исклучат. Затоа што одма инспекторатот за животна средина не може тоа се градени објекти све со европски пари. Сега замислите од една пречистителни станици да ги исклучиме и пак да се вратиме на реките полни со фекалии. Тоа нема да се дозволи. Меѓутоа ќе почнат, искрено да ви кажам, ако немат решение, ќе почнат да се случуваат чудни дефекти. За да се слободат од ова, ќе почнат да се исклучуваат, да има проблеми кои што не може да се докажат. Луѓето ќе мора да се снаоѓаат, иначе фирмите се во колапс, тие ќе бидат блокирани. Меѓутоа ќе не може плата да земат работниците. Не може да се исклучат пумпите, ама тоа не значи дека комуналниот смет ќе се подига. Ќе почнат, ако се подигал 2 пати у месец, овој у неделата, еднаш. Ако се правеле чистење и метење на улица секој ден, ќе се прави еднаш во неделата. Ќе падне квалитетот на живот. Тоа мора да се свесни луѓето, меѓутоа тоа е наметнето кај нас. Значи не може државата да не се грижи за граѓаните, како да е државата надвор од нас. Не бе, луѓе, ние сме државата. Државата е екстрактна ивенка, не постои граѓаните по име и по презиме се вика држава. Така да не може ние да бидеме оставени на периферијата, никој да не сака да разговара со нас, нити во енергетскиот сектор, нити во финансискиот сектор, едноставно вика снаоѓајте се. Како да се снаоѓаме кога нема ингеренција? Слушајќи ве вака, градоначалниче, добивам впечаток дека премногу пари се одлеваат заради оваа економска и енергетска криза. Постои ли опасност да не се реализираат предвидените програми годишни кои што ги имате донесено, или впрочем, каква е реализацијата на буџетот? Значи, за сега, све она ние што сме го зацртале како план и програма за ова година, буџетска, со изградба на објекти, на улици, значи, успеавме да го задржиме целата програма, за ова година ќе ја задржиме и ќе ја реализираме комплетно. Меѓутоа, тоа се должи на, како да ви кажам, секојдневни напори во зголемување на приходи. Значи, ние преземавме многу активности, прво да донесеме пари од надвор. Најчесто објектите што ги градиме се или од грантови, или од меѓународни заедници, каде што имаме доста. Многу малку средства остануваат од сопствениот буџет да го реализираме. Направивме напор во наплата на стари долгови. Значи, како да ви кажам, општина да отпише на почетокот на година 500.000 евра. Долгови застарени. За тоа нема оправдување.
секој нека си носи на душа што правил у мандатите. Меѓутоа, ние овде сме дојдени со задача по закон да наплаќаме даноци од тие пари да финансираме за граѓаните. Така да имаше многу напор да си ги наплатиме старите долгови, со што добивме скоро тоа што го изгубивме како концесиски надомест од Бучим, ние полека успеваме да го компензираме со проекти од надвор, финансирани, за да не застане градбата. И еве сега од ноември ќе почнеме со капитални инвестиции да работиме. Градскиот пазар ќе почне да го градиме, меѓутоа тоа ќе оди со кредитна линија. Бидејќи немаме сопствени средства за таа намена. За сега општина Радовиш е ликвидна, позитивна, ги сервисира сите долгови на време, сите школи се позитивни и у развој ги имаме развојни компоненти за следната година, меѓутоа тоа не е случај кај сите општини. Значи 12, вчера ја добивме информацијата, 12 општини во државата се перманентно блокирани веќе 10 години. Јас и не знам како функционираат луѓето. 12 од 80, тоа се 15% од општините, се перманентно блокирани 15 години, 10 години некој. Тоа не може така. Или ќе работиме домакински, или треба да се смени системот. Или некој да одговара за тоа. Го спомнавте рудникот Бучим, а многумина ќе кажа дека Радовиш без Бучим тешко функционира. Таму е најавено времено прекинување на производствениот процес. Што ќе значи тоа за општина Радовиш? Значи вака, моментално најболното прашање за Радовиш е временото затварање на двата рудника, тоа е Бучим и Боров дол. Ние ги гледаме како еден рудник, затоа што единствен собственик е на двата рудника и требаше да има процес во кој што они ќе се спојат, меѓутоа се одолжи тоа. Без разлика, значи се работи за еден рудник, бидејќи тие се физички споени. Се одвои само Боров дол како коп, меѓутоа тие се заеднички рудник, бидејќи се врзани технолошки. Таму е само ископот, тука е преработката. За сега, бидејќи ова е кажано како времена ситуација, дека ќе трае 3 месеци или додека цената на електричната енергија не падне испод 350 евра за мегават часови, меѓутоа, како што стојат сега работите, ние до сега немаме јасна визија што се случува таму и кои се решенијата на менеджмента. Искрено да ви кажам, дури никој не удостои како град, јас 2 пати веќе барам состанок со собственикот, да видиме што понатаму. Бидејќи ова може да биде најголемата катастрофа после 2001 што го снашла Радовиш кога беше затворен рудникот Бучим. Сите се сеќаваат на тоа време. Ова не се работи само за недостаток на пари. Најголемото зло што може да му се случи на Радовиш, кој што е рударски град со традиција повеќе од 40 години, кај што се вложени едукација, наука, образовани луѓе во тај сектор, тоа може да се изгуби. Парите може после 3 месеца ќе заврши кризата, ќе се вратат. Меѓутоа, ако сега се дозволи да тие луѓе кои што се времено отпуштени заминат, а тие мора да заминат, нема човек што у Бучим или Боров дол нема кредит. 3 месеци може и ќе го толерира некој, после третиот месец тие луѓе мора да си најдат решение. Најлошата работа што може да ни се случи, одлив на луѓето по цел свет, а тоа ќе се случи, посебно инженерскиот кадар, кои што се едуцирани и сите ќе ги земат на работа, било каде да се, тие нема се вратат никош повеќе. Со тоа ќе се уништи една дејност. После 5 месеци и да сака рудникот и газдата да го активира, ќе нема со кој го. Затоа што тоа не е адиент, да може за 3 дена да обучиш свивачка. Ова се луѓе со знаења, тоа се инженери во рударство, во геологија, во машинство, во електро, кои што се не случајно е кажано дека рударството е најтешката индустрија, затоа што таму треба и знаење и тешки услови. А Радовиш не смее да го дозволи тоа по никоја цена. Значи јас ќе се борам со се што знам и умеам, меѓутоа овде фали некаква комуникација, искрено да ви кажам. Јас не верувам дека не може да се најде решение со владата. Прво не знам дали менеджментот уопште преговара со владата. Јас се понудив да бидам посредник, никој не побарал такво нешто од мене. Ја веќе ви кажам одма решение дека може да се најде. Владата по мене може да се откаже у следната година од придонесите. Не да се откаже, да ги пролонгира. Да каже ова година газдата нека ги плаќа
додека не го пуштат производството, они викат за 3 месеца, во што јас лично не сум убеден, бидејќи такви проекти они кои што ги најавуват дека ќе ги реализират заради нешто друго, дека ќе направат фотоволтаик од 30 мегавата за 3 месеци и реконструкција на погони за 3 месеца, тоа не се случува нити у Кина, камоли во Македонија. Тоа да бидеме на чисто. Дај Боже да ме демантират. Меѓутоа, пошто јас доаѓам од градежништвото и од индустријата, знам колку време треба за нешто да се направи. Може да се преговара, зашто да не? Да се изврши притисок. Да се каже, придонесите му го одлагаме на Бучим, нема да ги наплаќаме, додека не се активира. Која ќе се активира рудникот да работи, кој што носеше по 20 милиона евра профит годишно, следните 2 години да си ги плати на државата, придонесите прво, па после се друго. Значи, мора да има начин. Меѓутоа, како да никој не сака да разговара, или да никој не се грижи за оваа работа. Радовиш ќе стане пустиња ако ова го. Градоначалниче, пред манифестацијата Самонин Татлија и Радовишки собор воведовте зонско паркирање. Опозицијата ве обвини за високи сметки во услови на криза. Дали се високи сметките и дали конечно ќе се реши сообраќајниот хаос во општина Радовиш? Значи вака. Зонското паркирање во Радовиш после скоро 9 месеци припрема, бидејќи ние прв пат го уведуваме. Многу интересен фактот дека сите, кога се направи анкета во почетокот на ланската година, што е приоритет во Радовиш, сите кажат 2 приоритета најголеми. Сообраќајниот хаос да се реши и градскиот пазар да се направи. Јас се зафатив одма со првиот проблем, затоа што за тоа треба време. Прво мораше сообраќајен проект да се направи, да се обучат луѓе, да се направи обележување хоризонтално, вертикално. Тоа трае време, бидејќи тоа оди на одобрување кај МВР. Не е важно, постапката е долга. Сета таа постапка беше транспарентна преку Советот на општина Радовиш. Значи, нити градоначалникот донел ценовник, нити ставил цени. Значи, еве и јавно ќе ги објавиме, ако луѓето не знаат во државата, цените во Радовиш се 20 денари за втора зона и 30 денари за прва зона. Од кој што во првата зона може да нема ни 100 паркиралишта. Се работи за епицентар на градско подрачје, на најфрекното место, каде што луѓето си дозволуваат да си паркираат возило цел ден и да си оди у кафич. Сега тоа на некого му смета. Декларативно сите сме да ставиме ред во сообраќај, ама да не плакеме. Тоа не постои. Затоа што таа служба, нашата математика покажува, финансиската анализа, дека првите 3 години ние не може да ја вратиме ни инвестицијата во проектот. Бидејќи сега таму има вработувања, има канцеларии, има возила за поставување на блокатори, софтвер. Сето тоа се трошоци, на годишно ниво ние очекуваме барем 3 години да се врати тоа што сме го инвестирале, а камоли да заработуваме. Така да цената од 20 денари за паркирање од час во Радовиш, од кои што првите 15 минути се бесплатни, мислам дека нити е висока, нити е нешто што не може некој да си го дозволи доколку има потреба. Така да многу брзо граѓаните, да ви кажам искрено, тоа се 5% од луѓето кои што не сакаат да имат ред, затоа што го узурпираа простор. Ќе видиме после, да дадеме време 3 месеца, ќе направиме анализа околу нова година. Сигурно ќе има одредени пропусти, некои улички може ќе треба да се привилегираат. Луѓето договори тек ќе си средат. Меѓутоа еве само 2 дена што е воспоставено, поминете сега низ Радовиш, ќе видите дека е друга слика на градот. Секаде има простор за паркирање. Никој не паркира на инвалид, никој не паркира на такси простор. Значи почнаа луѓето да се однесуваат културно. Ки имаме, меѓутоа направивме заеднички состанок и со МВР, полицијата ќе биде на терен, бидејќи сега може да ни се случи обратен ефект. Од улица возилата ги најдеме на тротоар. Така да бидат убедени граѓаните дека ние ова ќе го носиме до крај. Дали е висока цената од 20 денари за час паркирање, нека си пресудат сами. Ако едно кафе е 80 денари и не дај Боже да отидеш за Грција на одмора, сите беа кај што го плаќаа по 400 денари, кај нас месечна карта за станарите во центарот кошта 250 и 300 денари. Месечна карта. Тоа се 4 евра. Но очекувате и 5 евра. евра. Ма тоа сигурно ќе се реши затоа што сме упорни и сме решиле да го направиме. Јас кога ќе решам нешто нема отстапување. Не заради мене, заради тоа што граѓаните го барат тоа. 85% на анкетата беше да се стави
Затоа што луѓето не може да си пристапат до болница, не може да си пристапи до банка, затоа што сите паркинзи зафатени. Хаос. Градоначалниче, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас. А вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе минути во емисијата Визави на програмата на канал ВИС, интервју со првиот човек на општина Радовиш, Ацо Ристов. Пријатно.